Итна и неодложна државна активност на полето на дигиталната писменост во руралните средини и дополнителна дигитална трансформација во земјоделството како еден од најважните предуслови за понатамошен развој на секторот побараа од рурална коалиција. Потребно е итно действување со цел дигитализација на секторот и запознавање на руралното население со дигиталната агенда, порталот за услуги, но и за зголемена едукација при употреба на веќе достапни услуги, вели Лилјана Јоновска, извршен директор на рурална коалиција. Оттаму сметаа дека час поскоро треба да се действува во насока на воведување едукативни модели наменети за зголемување на дигиталните вештини кај земјоделците и жителите во руралните средини, кои би се реализирале во соработка со засегнатите институции, но и да се подготват лесно разбирливи и достапни апликации со детални упатства за користењето на услугите. Според истражувањето кое неодамна го спроведе организацијата, иако голем дел од земјоделците рекле дека се начално запознаени со електронските услуги од нивниот домен на работење, како што се, например, електронското аплицирање за субвенции, електронското издавање на имотни листови, електронското следење на временската прогноза и слично, сепак во огромно мнозинство, 82,5% кажале дека не ги користат овие услуги, а 54% од испитаниците од руралните средини рекле дека воопшто не се запознаени со порталот услуги.gov.mk, што пред се е резултат на недоволна доверба и информираност за користење на електронските услуги. Ако сакаме да направиме успешна дигитална трансформација на секторот земјоделие, мора да ја зголемиме и сигурноста во документите, но и да ги промовираме и споделиме успешните примери на користење на дигиталните услуги од бенефитите од нив помеѓу земјоделците и жителите во руралните средини. Дигитализацијата во земјоделството е важна не само за полесен пристап до информации и јавни услуги, туку таа овозможува и полесно малите и витални земјоделски стопанства да можат многу полесно да се прилагодат на новонастанатите пазарни ситуации и поуспешно и побрзо да направат реформи со кои ќе станат поконкурентни, а со тоа и ќе го задржат пазарот денес и во следните децении. За сето ова ефикасно да се реализира, мора да обезбедиме директна поддршка на терен и работа со земјоделците, заклучуваат од организацијата.